А сега ја повикувам да ни се обрати господјата Билјана Казанчишка. Добро вечер, револуционерна и слободарска Битола! Носам искрени поздрави од одважен штип, но ви носам и искрени честитки за истрајноста, за храброста, за заедништвото и за упорноста која прушите во последните 40 дена. На вистина ви честитам, вака и личи на Битола. На 24 декември, на овој црн понеделник, бевме изврвени од собрание. Бевме исклоцани, измавани, истерани, но излеговме со високо гренати чела и со чист образ. Внатре останаа криминалци, внатре остана гласачката машинерија, внатре останаа вашите битолски пратеници, кои се криеја кога Весна и Менте поднесува амандмани за Битола. Останаа внатре за напастилот да му изгласат закон со кој ќе му обезбедат 6 рала обезбедувања. Ние сме меѓу народот, оному каде што ни сврлите на улица, бидејќи овде припаѓаме, како вистински народни пратеници ќе се бориме од улиците до крај за вистината. Ако се потребни обезбедувачи, ние слободно шетаме по Македонија. Јас вечерва овде дојдов сама, мене не ми треба никој да ме брани. Јас ја говорам вистината, јас можам да се согласам. Ако мисли Груевски дека обезбедувачите ќе го штитат од криминалот, од овде ќе му порачаме, ниту ќе ти заборавиме, ниту пак ќе ти простиме. Народот ќе ти плати за сите злодела. Не повикуваат во изминатиот период да се вратиме во собрание, да сме ја продолжеле, замислете, парламентарната дебата. За каква дебата станува збор? 7 години во собрание ги молевме да не ни ја крадат иднината. 7 години ги молевме да не задолжуваат. 7 години ги молиме да ги тргнат шепите од медиумите. 7 години говориме за Европска Македонија. Немаше дебата, ама кога бркнавме во парите, тогаш имаше стап. Тие знаат да владеат само со пари и со ќоте. На друг начин. Го слушам пред некој ден Груевски како пред своето членство се сили со еден извртен хумор познат само за нив ВМРО-ци. Не знам, и половина од залата не веруваа во тоа што тој го збореше. Тој се сили пред своето членство. Ајде, Грујо, машиште ако си толку силен. Излези на избори со откузе со народ. Доби ги изборите, па тогаш оди и владеј. Ако народот е задоволен од твојата политика, и ти го даде гласот. Ама очигледно дека народот се помалку верува во неговите лаги. Народот е изморен од кражби. Народот бара иднина. Народот не сака да живее повеќе во зачмареност. Во една негова емисија велеше, се сеќавате, ја барам целата опозиција на купче, па да ја збришам. Голем патриоту, секоја вечер сме сите на купче, ајде дојди збриши ме. Немој да се криеш за твојто безбедувач. Секоја вечер народот ја бара иднината. Секоја вечер ги молиме да ни ги вратат децата назад. Ги молиме да ги вратат во тоткалвината во која се школуваат, таму каде што треба да ствараат до своите родители. Нашите деца се раселија, ниту знаеме каде се, ниту како живеат,
ниту каква иднина имаат. Ама нивните деца, нивните семејства, се уште се покрајни. Јас верувам, убедена сум, дека народот ќе ги казни, дебело ќе ги казни. Мали ќе бидат затворите за да ги соберат сите тие горни Видовчани, навистина сум многу среќна што сум денес меѓу вас. Навистина, Битола ви припаѓа вам, но мене наискрено многу ми е мила. Еден одреден период од животот и овде имам поминато. Овде имам многу соработници, овде имам мои професори и се гордеам што сум била дел од тогашната видна Битола. Денес не е таа Битола што беше пред неколку години. Ама верувам со ваша подршка дека нашиот кандидат, кандидатот на Сојузот за иднината, ќе го врати сјајот на Битола.